мислиш дека имаш нешто што да кажеш? Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во Само вистина. Вечерва со Зоран Димитровски, генерален секретар на Демократски сојуз, Солза Грчева, председател на партијата Глас, и професорот Нано Ружин. Добре дојдовте во Само вистина. На затворена владина седница денеска реферира првиот човек на АНБ Виктор Димовски околу случајот Онишченко. Димитровски, кој е вашиот став во однос на овој случај? Препознавате ли и на било која страна одговорност во овој скандал, како што се оквалификува во јавноста? Како е обезбедено тоа позитивно мислење за еден контроверзен украинец кој што е на американската црна листа? Мислам дека ова е сериозен скандал, дека многу сериозно влијае врз кредибилитетот на државата, врз имиджот како членка на НАТО, особено во време кога кога владе оној судир во Украина, војна каде што има две спротивставени страни, од кои што гледаме дека еден од во суштина ќе се открие дека близок до Јануковиќ, близок до Путин, човек добива државјанство во Македонија под една, би рекол, под еден лажен изговор дека тој се занимава со конјачки спортови, меѓутоа тоа му е маска за да избегне одредена одговорност и за да спроведе одредена агенда тамо каде што оди, да избега од правдата, конечно од украинската правда. Тоа е познато за Онишченко, знаеме, речиси се прочитавме по медиумите, меѓутоа она што е проблем е како нашите безбедносни служби дозволиле. Ние слушнавме од Виктор Димовски во една негова изјава од директорот дека таму имало десетина службеници, десетина филтери кои што треба да ги помине и дека едниот филтер направил одреден пропуст, дека не ги прашал НАТО службите. Меѓутоа, она што може да секој да го провери денеска на интернет, вие со еден клик, без оглед во правилникот на службата, таму пишува дека се користат и отворени извори на информации и затворени при безбедносните проверки. Особено кога некој бара државјанство, особено кога е таков формат. Јас не верувам дека тоа може да се сведе на одговорноста на крај на еден обичен службеник референт. Таму има сериозна, според мене има сериозна корупцијска афера, во која што се инволвирани високи бизнис или политички структури, олигархиски. Ние слушнавме две теории, дека едната е дека се можеби инсталации на поранешниот директор за безбедност Сашо Мијалков, или од друга страна дека е пропуст на службеници. И во двата случаи, и едното да е, и другото, одговорна е власта. Одговорни сме ние. Јас сум дел од владата сега. Значи, одговорна е власта, затоа што и во двата случаи проблемот е или не сме ги извели реформите до крај, не е направен ветинг како што треба на луѓето кои што таму работат, па се дозволени такви случаи, или сме неспособни, што е исто така одговорност на раководството на таа институција, и дека треба да се понесе сериозна одговорност. Ние чувме и од председателот и од премиерот дека се огорчени и дека во овој случај не само поради тоа што сме ние земја членка на НАТО, туку на вистина преку глава веќе ние да дозволуваме било кој светски хоштаплер да добива и криминалци, бандити да добиваат пасош и државјанство и уточиште во Македонија. Што сме ние, Елдорадо? Значи, единствена работа која што можеше според мене да има некаква смисла е ако тој човек имаше безбедносни причини да му се даде државјанство. Затоа што некогаш се дава и на криминалци, нели, државјанство заради одредени безбедносни причини да ви сработат некоја работа, да ви бидат должници. Меѓутоа во овој случај нема оправдување и сметам дека одговорноста треба да се изведе до крај. И јас кога би бил директор... Имаше некои неофицијални информации дека ќе бидат суспендирани двајца од одделот за стратешки. Ама тоа е, знаете што, во истрагата ќе се докаже кој заслужува одговорност кривична, материјална. Јас се надевам дури дека на крајот, бидејќи се и странски служби заинтересирани, посебно американците, каде што тоа има направено сериозни повреди на тамошните закони. Околу изборите во Америка, околу председателот Бајден и така натаму, против
дека влијаел. Сметам дека нивните разузнавачки служби ќе откријат на крајот на криштата и кој бил се инволвиран во корупцијскиот скандал во Македонија и ќе се сноси таа одговорност. Само ќе откријат или ќе кажат и на јавност? Па мислам дека тоа ќе може и да се процесуира. Но политичката, односно објективната одговорност мора да се понесе. Јас да сум раководител на таа служба, искрено да ви кажам, јас би понел и политичка и морална и секаква друга одговорност ако тоа ми се случи, без оглед дали раководителот на таа служба е директно инволвиран или не. Сметате дека нема морална одговорност во случајов Димовски да замине за амбасадор во Франција? Тоа сакате да кажете? Тоа останува председателот да го процени, меѓутоа сметам дека е многу сериозен и голем скандал и дека не може да помине без негова одговорност. Поред, господин Ружин, вие бевте амбасадор во НАТО. Има денеска е присутен, посетата е тука во Скопје на помошникот секретар на генералниот секретар на НАТО за безбедност и контраразузнавање Дејвид Катлер. Иако од владата нема информации дали и овој случај, сметате дека по логиката на нештото дека едно од темите би можело да биде и овој случај со Онишченко? Прво мислам дека ние како надворешни луѓе, значи не сме дел од таа институција, немаме никакви информации за тоа што навистина се случило и кој е вистинскиот кривец за овој настан, затоа што информациите се класифицирани, нели, самиот премиер кажа, значи не сака да зборува за тоа. Втора работа, ова ме потсеќа на некои држави кои што воведоа така наречен златна патна исправа или златен пасош. Значи имавме случаи во Црна Гора, во Будимпешта, во Унгарија, ние дури нашиот поранешен премиер е таму, во Грција, значи ако луѓето се појават со некои големи средства, тие се здобиваат со правото, и други држави се добиваат со правото да добијат одреден статус. Дури огромен број на руски бизнисмени во овој момент бараат да се, гледате Србија, например, бараат со својот капитал, купуваат станови, се вселуваат и така натаму, и така натаму. Но како што кажа Жоро, извини што го потребам овој израз, бидејќи те знам од тие времења, нели, новинарски. Ако е вмешана корупцијата, ако е некој бил корумпиран во самата институција, тогаш неопходно да се бара одговорност. Обично знаеме од историјата дека оние што одат во амбасадори всушност ги отстранувале бидејќи му сметале на некого. Така што примамливо е местото вајно, тоа сакате. Но од друга страна сепак не би сакал се да се сведе на интриги и еден иначе одличен, може да биде одличен амбасадор Димовски, да се сведе на озборување и на недокажани факти. Затоа мислам дека тоа најдобро ќе го проверат тие што се одговорни и ќе можат и да оди да се повикаат на тоа и така натаму и така натаму. Така што мора да се биде внимателен во ова прашање. Инаку ние имавме лоши искуства со некои амбасадори. Некои не добива безбедносни сертификати, па отидоа, разбирате? Може ли заради овој случај Парис евентуално да не го прифати? Не верувам, затоа што барем до сега што сум имал средби и со францускиот амбасадор, има добро мислење за Виктор Димовски, но од друга страна никогаш не можете да кажете нешто од нивен аспект, знаете. Сега ние сме мала држава и кај нас се што ќе се направи како скандал одма се дига на највисоко ниво. Нека видат оние што се најодговорни. Ние сме само, би рекол, неми наблюдувачи. Искрено очекувате да се распетли случајот? Па се надевам. Се надевам затоа што е многу јасно се. Мислам, најлесно е да казните вратарот и чистачката, тој што е главен да го оставите така. Меѓутоа, не знаеме ништо, немаме
никакви информации, се е некако озборување и знаете, луѓето обично се завидливо во нашава држава, малку се завидливи, малку со интриги, малку со озборувања, малку со фейк ньюс и на крај доаѓа до една топката толку ќе стане голема да ќе мислите дека сте на светското фудбалско првенство. Господин Грчева, не знам колку го следите овој случај. Минатата недела во собранието реферираше, па се случи оној скандал со кога на YouTube каналот на Собраниски позади текот на седницата Собраниска оди звукот од таа затворена седница. Сметате дека ова е ненамерен пропуск? Како гледате на оваа ситуација? Прво мислам дека не е изолиран случај. Во минатото имаше големи скандали во Македонија, каде што на опробани криминалци, значи на докажани криминалци им се дава државјанство. Ова е сега една специфика, бидејќи станува збор за така наречен Путинов човек, близок до Путин човек, што нас не доведува во една специфична ситуација, бидејќи ние нели комплетно се ставивме во овој конфликт на страната на Украина и сега ќе бркаме вештерки, дали тие ги има или ги нема, ние мораме да ги бркаме. Дека треба понесат одговорност институциите, треба да понесат. Дека тоа не треба да биде чистачката, се разбира, не треба да биде чистачката. Дека тоа треба да биде Виктор Димовски, треба да биде. Независно од мислењето. Да, но тој што е шеф на институцијата има најголема одговорност при вакви едни пропусти. Но ќе ве потсетам дека сега точно со украинско-руската војна, огромен број на олигарци, и руски, и украински, ги напуштија своите земји, најда убежиште, многу од нив во Израел, низ Европа и така натаму. Значи, ние не сме исклучок да примиме еден таков човек. Дури тие легални артист депонираа таму во банките огромни пари, почнаа своји бизниси и така натаму. Ние знаеме да правиме од магаре слон. Значи, овој човек не сметам дека е некој многу важен во некоја си пирамида таква. Сметам дека е некој маргиналец. Дали се мешал во внатрешните работи на Америка при изборот на Бајден и така натаму во овие клучни избори што им беа midterms, тоа не знам, тоа треба да се докаже, но знам дека самите избори во Америка беа пропратени со огромни скандали внатре. Да не го заборавиме, FTX скандалот, кој што сега тресе Америка, каде што огромни пари беа праќани како помош во Украина преку таа FTX фирма, која што е измислена фирма за тргување со криптовалути, која што исчезна од интернет 2 дена пред да банкротира, ги остави луѓето без пари, милиарди долари должи, меѓутоа успеа да пропере пари низ Украина и да ги врати во џебот на Демократската партија. Значи, околу 80 милиони долари се вратени во џебот на Демократската партија на нелегален начин. Дека овој човек има клучна улога во такви едни мега афери, не верувам. Значи, Америка треба да се сврти да се го расчисти криминалот со огромните пари сега, во моментот што се случува. Но зборуваме за случајов сега века. Случајов е маргинален. Ние, како што реков, сме давале на опробани криминалци, дури би рекла на убици државјанство, имаше голем скандал, се сеќавате, кои што беа употребени 200 и кусор, да, кои што никогаш не се истражија до крај, кои што никогаш не ги изгубија своите државјанства. Сакала да ве замолам, да, бидејќи последна зборовте, ќе имате простор. Затоа за мене овој случај е, како да ви кажам, едно додворување дека нашите институции ќе профункционираат конечно и дека ќе ги избркаат вештерките. Нема. Ова ќе ни се случува и понатаму. Да, ви благодарам, мораме да одиме со блокот реклами. Почитувани, останете со нас, се враќаме за кратко.